Мучето отворил оган кон припадниците на полицијата и така пукајки продолжил да бега кон Струмичкиот парк. При бегањето тој бил зграпчен од еден контрачетник родом од Малешевијата, но благо и со крајни напори успел да се ослободи од него. За жал, веднаш потоа бил смртно погоден од непријателски куршум. Токму на оваа место, каде што се наоѓаме, завршува кусиот, но исклучително богат револуционерен и животен пат на Благој Јанков Мучето. Веднаш по убиството, во присуство на голем број граѓани, неговото безживотно тело било влечено од паркот долж целото Струмичко корзо се до општинската зграда. На членовите на семејството Јанкови не им било дозволено да го земат телото на Мучето, за да го погребаат, туку било однесено во близината на реката Тркања, кај што нечовечки и субстандардно бил закопан. Дури по ослободувањето Благој Јанков Мучето бил погребан со сите почести на градските гробишта во Струмица. 7 години по неговата смрт, на 11 октомври 1951 година, на одбележувањето на денот на востанието на македонскиот народ, Благој Јанков Мучето бил прогласен за народен херој. Во оваа прилика, кога ја одбележуваме 74 годишнината од денот на загинувањето на Струмичкиот народен херој, не смее да се заборави дека да не се случеше тој 14. јули 1944 година, Благој Јанков Мучето многу наскоро ќе се израдуваше на два значајни настана од нашата историја. Само 19 денови го делеа од првото заседание на АСНОМ во манастирот Свети Прохор Пчински, на кој требаше да биде еден од делегатите. Исто така, неполни 2 месеца го делеа Мучето за да го доживее првото струмичко слободарско утро.